А каде да најдеш работа? Дознај во ова видео. Во претходните епизоди зборувавме како да се насочиш во кариерата, што е твојата комбинација на таленти, амбиции, вештини и диплома. Сега имаш дипломата во рака. Каде да најдеш работа? Кога ќе завршиш училиште или факултет, првата станица ти е бирото за вработување. Таму треба да се пријавиш не само за здравствено или превоз, туку и да се отвориш врати за разни програми. Заводите нудат приправништва, пракси, грантови за стартап бизниси, па дури и курсеви за преквалификација и помош при барање работа. Звучи комплицирано, но всушност може да биде многу корисно. Затоа задолжително погледни ги нивните веб страници и распрашај се што нудат. Втора адреса е онлайн портали со огласи за работа. Тоа е класика, но реално вреди редовно да се следат затоа што таму има и илјадници понуди. Трето, постојат и специјализирани агенции кои помагаат да најдеш работа во странство, сезонски работи преку лето, cabin crew во авиокомпаниите или пак програми со work and travel за студентската летна работа во Америка или Канада. Четврто, сајми за работа и career настани. Тие се одлична прилика да запознаеш работодавци во живо. Например, Starface фестивалот за развој на кариера, Job Fair и слични настани. Таму можеш директно да разговараш со фирми, да добиеш информации за актуелни огласи и да оставиш добар прв печаток. Петто, ако веќе си заинтересиран за некој сектор, например IT, тогаш пронајди некоја бизнис мрежа на IT компании во твојата земја и види кои фирми се членки. Таквите мрежи често нудат пракси, обуки или пак организираат митапи и конференции, а тоа е одлична шанса да влезеш во тој свет и да запознаеш луѓе од браншата. Истото важи и за другите сектори: банкарство, градежништво, угостителство, малопродажба, фриленсинг. Сите имаат своји бизнис мрежи и асоциации. Шесто, никогаш не ја потценувај опцијата самиот да контактираш фирма. Најдобра адреса за тоа нивниот HR оддел за човечки ресурси или нивниот HR менаџер. Ако не ти е јасно како, погледни ја стар епизодата за пракса. Таму објаснуваме неколку финти. 7. Работи онлайн. Фриленсингот станува се повеќе популарен. Ги нудиш своите вештини како програмирање, водење на социјални мрежи, дизајн или пак поедноставни задачи, виртуелен асистент, внесување податоци и слично. Само направи си профил на една од глобалните платформи и таму веќе имаш потенцијални клиенти. Под 8. Кој рече дека мораш да работиш за некого? Можеш да бидеш и сам свој газда, да отвориш бизнис, да бидеш јутјубер, фризер или да покренеш туристичка агенција. Но за тоа ти требаат бизнис идеја, бизнис план, почетен капитал и некои ресурси, опрема. Најлесно е да се обратиш во центар за претприемништво или бизнис инкубатор. Тие нудат обуки, менторство, понекогаш и грантови и простор. На стар мапата долу под видеото можеш да најдеш такви центри, а нудиме и линк до еден креативен видеоводич токму за млади претприемачи. И на крај, каде и да бараш работа, ќе ти треба CV. Затоа во следната стара епизода покажуваме како да направиш совршен CV и да испливаш од толпата.